Застрашувачки прогнози за грчко сценарио, за должничко робство, за економија на колена. Беше секојдневната реторика на СДСМ додека не седнаа во удобните фотели на Илинденска. Кога дојдоа на власт во мај 2017, затекнаа долг од 4,7 милиарди евра или 47,7% од бруто домашниот производ. 7 години подоцна парите се побрзо се трошат, а јавниот долг ја надмина законската и психолошка граница од 60%. Дојдаа на власт со сериозни критики за висината на јавниот долг и амбициозни најави за мерки кои ќе ја заштитат државната каса. Јавниот долг е значително пораснат и дека мора да се преземаат активности кои што тоа ќе го решаваат. Второ нешто, овие задолжувања, ние така го отворивме пресот, се веќе внесени, калкулирани во постојниот буџет на Македонија. И трето, ние кажуваме дека нашето настојување е да обезбедиме што е можно најниска цена на задолжувањето која што практично ќе ја плаќаат македонските граѓани. За волја на вистината, Тевдовски успеа да врати дел од старите долгови или пак да ги репрограмира со пониски каматни стапки, но само после 10 месеци владата рече не важи. Реформата на Тевдовски траеше само неколку месеци, а потоа политички неискусната нова министерка Нина Ангеловска требаше да ја спасува економијата. Така задолжувањата станаа главен адут на новата министерка. Тоа го оценуваше како неизбежно за развојната политика, а критиките ги префрлаше кон политиките на претходната власт. Споредбата во тој труд се прави за спомениците. Дали таму се дала фискална мултипликација и дека дури негативна фискална мултипликација дала. Во овој случај, вашето прашање дали треба да се инвестира и дали ќе даде фискална мултипликација за гасоводи, за инфраструктура, за автопати, за мали и средни претпријатија кои што треба да генерираат економски раст и да го движат економскиот раст, евидентно е од самите проекти сумите дека се работи за инвестиции кои што владата ги поставила како стратешки приоритети и кои што треба да дадат фискална мултипликација, односно да го вратат повеќе вложениот денар. Политичката функција Ангеловска ја напушти последна година. Во нејзиното време од 2019 до 2020 јавниот долг за една година имал зголемување од 10,5%. Всушност, за целото владење на СДСМ и ДУИ, јавниот долг постојано расте. Бројките ги демантираат сите изјави на власта за успешни економски политики. Јавниот долг во моментов според Министерството за финансии е на ниво од 57,9% од бруто домашниот производ или вкупната сума пари што државава ја должи на кредиторите и заемодавачите надмина 8 милиарди евра. Најнизок јавен долг сме имале во 2008 на ниво од 23% од бруто домашниот производ, а Македонија достигна рекордно задолжување во 2021 година и го проби плафонот од 60% од бруто домашниот производ и од тогаш е во благ пат. Она што е алармантно е дека сега во техничката влада се обелоденија бројките дека јавниот долг не е оној што Министерството за финансии го прикажува. Според Државниот завод за статистика, долгот ја надминува границата од 60%. Се утврдува учество на јавниот долг во бруто домашниот производ од 62,1%, а не 58,4%, колку што е во официјалните извештаи на Министерството за финансии. Ама очигледно власта не се загрижува многу. Наместо отчетност пред граѓаните, тие продолжуваат со напади кон ВМРО ДПМНЕ, која не е на власт веќе 7 години. Се правдаат дека се задолжувале за реални проекти кои во реалноста ги нема. Како на матрица повторно зборуваат за потрошените пари скоро пред една деценија за жални врби, а не зборуваат како нивните политики ја доведоа економијата во слободен пат. Велат нападот е најдобра одбрана. Па така, наместо конкретни одговори на новинари за состојбата, тие велат критиките биле од вечерна школа за економија. Платата не може да биде заради инфлацијата, тоа се елементарни во вечерната школа за економија која што им ја даваме на опонентите. Четворица министри од СДСМ и ДУИ, меѓу кои на еден месец со премиерската функција ја делеше и она на чело на ресорот финансии Зоран Заев, изгледа не ги зачуваат државните пари и наместо намалување на долговите не донесоа до должничко робство. Задолжувањето ќе продолжи годинава. Власта при проекцијата на буџетот предвиде 1,2 милиарди евра нови позајмици. Со нив треба да се враќаат старите долгови, како и да се покрива буџетската дупка, проектирана на ниво од 545 милиони евра.